Токму така, Јована, живееме сега во период, предпразничен период, кога доста актуелни се промоциите на интернет, особено оние онлайн продавници кои што ги има на социјалните мрежи, за разлика од оние реномираните фирми кои што продаваат преку интернет, оние на Facebook, можеш нешто да нарачаш да добиеш сосем друго. На оваа тема разговараме со Мартина Гранчаревска од Организацијата на потрошувачи за заштита на потрошувачите. Добро утро и ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете активни во Македонија наутро. Може ли да ни објасните, сега е доста актуелно онлайн пазарувањето, дали постојат ризици, малку да им објасниме на граѓаните како да се заштитат од овие ризици? Добро утро, ви благодарам на поканата ова утро да бидеме со гледачите и да не слушат нешто, да ги едуцираме во однос на онлайн купувањето. Како што кажавте, онлайн купувањето, особено сега во предпразничниот период, кога сите нели купуваме во продавница, немаме време купуваме онлайн или подароци или како и да работи за нашиот дом. Треба многу да се внимава, бидејќи не сите онлайн продавачи кои што продаваат на онлайн просторот се регулирани, се легални, особено оние кои што продаваат на социјалните мрежи. Кај онлайн продавниците нели треба да направиме дистинкција, односно разлика меѓу онлайн продавници кои што продаваат на сајтови, кои што се регистрирани, онлайн продавачи кои што така продаваат на социјалните мрежи, но имаат регистрирана продавница, и оние кои што постојано продаваат на Facebook и Instagram, но не се регистрирани, туку тоа се само физички лица кои што направиле определен профил на социјалната мрежа и продаваат секакви производи, значи буквално од облека до обувки до бела техника, технички апарати и така натаму, и потрошувачите нели во овој случај, не знаејќи ги своите потрошувачки права, не знаат како да постапат, нели мислат дека тој трговец е регистриран и регуларен и купуваат од нив без при тоа да добијат, да кажеме, фискална сметка, гарантен лист, особено кога купуваат бела техника, бидејќи тоа се случува. Потрошувачи купуваат од Facebook продавници и онлайн техника и технички апарати, компјутери, мобилни телефони и слично. Сега во овој случај потрошувачите, пошто напоменав, проблем е што немаат никаков доказ за извршено плаќање. Определени случаи се случило да им биде злоупотребена и картичката, кога платиле со картичка на некои продавници кои што имаат можност со картичка, а при тоа не го добиле производот или пак им биле земени повеќе средства, така што треба да се внимава нели и од тој аспект каде се остава картичката. Сега ќе напоменам тука дека потрошувачите може исто така во нашиот магазин Zip, кој што е објавен на веб страницата пред еден месец, да прочитаат. Имаме точно таков текст, доколку повеќе сакаат да се запознаат за ова онлайн купување. Токму така, ние на терен направивме и анкета, односно што мислат граѓаните, дали тие често пазаруваат на интернет и кои се ризиците, дали тие имаат нешто нарачено, а добиле сосема друго, па овде предлагам да ја погледнеме анкетата. Имам деца, тие они руко, ја сум староиш. Поготово преку на Facebook продажба, тоа е крајно некоректно и измамнички према граѓаните, затоа што ниту им се нуди некаква гаранција, ниту им се нуди фискална, не им се дава, тоа е измама на векот. А инаку интернет онлайн продажбата е во ред ако се купува од реномирана компанија, ако за производ кој се доставува следува фискална сметка и нормално можност да се интервенција од страна на пазарниот државен инспекторат. Не, јас не пазарам на интернет, си пазарам приватно. Не, немам такво искуство. Си пазарам од продавница. Ќе порачаш што, ќе дојде нешто друго. Или не ти одговара. И кај ќе го смириш? Нема мењање после. Да, не зимаме општо до интернет. Токму така, пазарувањето преку интернет доста го олеснува тој процес да се оди до продавница, да се купи, да се проба. Но тоа изголемува ризици да пораѓаш една величина, например, на облека, да стаса сосема друга. Да се надоврземе на темата, еден од анкетираните граѓани кажа дека пожелно е кога пазарувате од интернет да си побарате фискална сметка, бидејќи тоа е и гаранција, еден вид на гаранција за да се, ако не е добар производ, да се врати повторно кај продавачот. Да, токму така кој што напоменав претходно, потрошувачите купуваат онлайн без да им биде доставена фискална сметка или пак фактура, или трговецот должен или фискална или фактура, но тоа не го добиваат, особено како што кажав, кога станува збрза Facebook продажбите. Регистрираните продавници даваат фактура наместо фискална сметка, што е валиден доказ, но онлайн продавниците не даваат. Потрошувачите сметаат, има многу потрошувачи што кај нас се јавуваат, сметаат дека не треба да се даде фискална сметка, кажуваат тоа е онлайн продажба, не, спротивно, значи фискална
самата сметка мора или фактурата да се даде без оглед дали станува збор за конвенционално физичко купување или станува збор за онлайн продажба. Значи во овој случај потрошувачот кога нарачува онлайн, нека побара од трговецот фискална сметка, кога му стига производот да го подигне од карго службата, нека побара фискална сметка. Доколку нема фискална сметка или фактура, нека не го подигаат производот, бидејќи кој што кажав, понатаму ќе се соочат со проблем да не може да го вратат производот, а од искуство или од пракса секојдневно можеме да утврдиме дека овие онлайн измами се на многу високо ниво, значи буквално потрошувачите половина од дневно ниво што се јавуваат се однесуваат токму на овие измами и се трошат нели многу средства на граѓаните без оглед тоа е можеби мала сума, но кога ќе ги земеме глобално, тоа се многу пари кои што потрошувачите ги трошат, а при тоа не го добиваат производот кој што го нарачале, добиваат навидом ќе кажам некаков тип на играчки, нели нарачуваат технички производи, добиваат некаков тип на играчка, а за тоа плаќаат многу висока цена. Вие сте доста активно здружение, односно организација за заштита на потрошувачи. Кои се вашите активности за да се доближите што е можно поблиску до граѓаните и да ги увидат тие факти од ризиците за продажба на интернет? Да, ние кој што напоменав, постојано советуваме потрошувачи секојдневно, токму за секаков проблем, вклучително и онлайн продажбата. Исто претходно кажав во изминатиот број на магазинот, објавивме и токму текст на што треба да внимаваат потрошувачите, како да препознаат нелегални трговци. Може слободно да го прочитаат, се наоѓа на нашата веб страница и Facebook профилета. Сега исто постојано објавуваме едукативни брошури. Веќе напоменам, нели кога веќе зборуваме за тоа, утре во City Mall ќе вршиме промоција на 2 нови брошури кои што се изработија во рамки на програмата за заштита на потрошувачи на град Скопје за 2023 во соработка со Советот на потрошувачи. Едната брошура токму се однесува за новиот закон за заштита на потрошувачи, што добија потрошувачите. Во оваа брошура потрошувачите ги едуцираме во кој аспект да внимаваат, кои се новостите во законот кои што тие треба да ги знаат, а можам да кажам дека не ги знаат потрошувачите, се уште тие мислат дека важи стариот закон, а новиот закон веќе им носи многу нови одредби кои што се секако во нивна полза. И втората брошура се однесува на Советот за заштита на потрошувачи на град Скопје, кои се неговите надлежности и како потрошувачите да се обратат. Потрошувачите кои што нема да можат да дојдат утре на делењето на брошурите, тоа ќе биде од 11 часот, може слободно да си ги симнат на нашата веб страница, тие се веќе таму ставени и на социјалните мрежи. Симнувањето е бесплатно, едната брошура е малку пообемна, може да си ја прочитаат и едноставно да си ја користат како прилечник во нивното секојдневно пазарување, бидејќи како што е напомена, во таа се ставени сите нивни потрошувачки права согласно новиот закон и ќе им биде на некој начин како водичеве при купувањето да не бидат измамени. Јас ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Можеме да упатиме една порака до сите гледачи на македонската телевизија дека кога пазарувате преку интернет, обрнете повеќе внимание од тоа од каде пазарувате за да не дојдете во ситуација да порачате нешто а да добиете сосема друго. Јована?